Носителите на иницијативата за собирање потписи против одлуката за платено паркирање и покачување на цените на комуналните услуги не се изненадени од формалното неприфаќање на нивната идеја од страна на локалната власт. Свесни се дека поставените законски одредби за собирање потписи не овозможуваат иницијативата да се реализира докрај, иако се надевале дека ќе проработи свеста кај сите членови на Советот на општина Кочани. Во меѓувреме, целата работа како малку да стивна, особено откако идејата воопшто не најде на разбирање кај власта. Малку попасивно продолжија активностите и еве користам прилика да се извинам и до јавноста и до сите 1700 потписници, што обратно ги поставивме работиве у самиот старт. И тоа е и добар доказ на господата од партијата на власт дека навистина нема никаква политика и партизација во нашата исклучиво граѓанска иницијатива. Зашто ако ние навистина имавме поддршка од опозицијата, тие ќе не упатеа точно по правиот по вистинскиот протокол на движење како треба да оди една иницијатива. Сабовљевик Стоименова вели дека целата процедура за официјално собирање потписи, односно за организирање петиција, е премногу комплицирана и тешко може да се изведе во нормални услови. За да започне иницијативата за собирање потписи, потребна е поддршка од 100 лица, а потоа за да се најде како точка во Советот, неопходно е да се соберат потписи од најмалку 10% од запишаните гласачи во општината. Првичното тумачење е така, дека 2800 луѓе треба, цирка, нели рековме, по работното време како што работи канцеларијата на државната комисија, да доаѓат и да се потпишат. Тоа е веќе силна машинерија за покренување. Тука треба и луѓе, тука треба и средства, ние тоа си го на минимум сведовме, немаме изор, одма да го расчистиме, имаше многу дилема меѓу сограѓаните, која владина организација ја застапувам или не владина, нема организација. Човек, организација. Е уште еден доказ дека човекот е сепак поголема сила и од организацијата. Иако граѓанската иницијатива се покажа како неуспешна, односно не беше прифатена од локалната власт, носителите на идејата се задоволни што поддршка им дале околу 1700 граѓани. Сабовљевик Стоименова рече дека ќе продолжат консултациите со правни лица за тоа како може вакви и слични одлуки, како што беше воведувањето платен паркинг, да бидат стопирани или изменети со помош на граѓанската реакција и незадоволство.